ординациите се полни и што советуваат педиатрите. Разговараме со доктор Сања Цилевска-Младеновска. Ова утро не само тема кој колку и што треба, како треба да се грижи од риновирусите, како треба да се заштитиме од грипот, туку колку треба да бидеме внимателни да го исполниме вакциналниот картон. Ајде некако да бидеме одговорни за сопственото здравје и за здравствената култура. По првото прашање нека оди и во контекстното добро утро, докторке. Добро утро, поздрав до сите гледачи, би сакала да им ги честитам празниците. И секако да дадеме препораки за како да се заштитат оваа зима од оние нормални сезонски вируси и настинки. Нека ви биде убава годината, посакувам. Благодарам. Првото прашање нека оди во контекст на тоа здравствена култура, дали имаат пред се родителите во поглед на нивните деца? Така, родителите сега во ова време на достапност на информации, за среќа родителите се многу добро информирани што се однесува до заштита на здравјето на своите деца. Некогаш дури и премногу информирани, затоа што на интернет знаеме дека нема некоја селекција на информациите, па може да се прочитаат и некои баш застрашувачки информации, па неретко доаѓаат и во паника кај нас. Меѓутоа, добро е да се информирани, ние секако ќе одговориме на она што може да се очекува. Некогаш паниката е преголема, но искрено посебно ги заплашува онаа висока телесна температура. За жал овој период имавме навистина голем број на вируси кои што одеа со високи температури до 40 степени, и тоа е она што најмногу ги застрашува родителите, посебно кај малите дечиња каде што имаме опасности од конвулзии при високи температури. Меѓутоа треба да им се даде совет како да не криваат паника, како да се изборат со температурата, и кога ќе ги советуваме и ќе ги подсмириме, мислам дека веќе се по-спремни да се соочат со тоа. Па да, на родителите во вистинско време им треба можеби вистинската реченица, она која што и вам ви е потребна за да може да работите потоа и да биде атмосферата помирна, да може да се концентрирате, но како вие како доктори во овој период од годината ги препознававте риновирусите, настинките, аерозагадувањето, висока температура често асоцирана грип. Колку грипот беше присутен кај децата? Сега според клиничката симптоматологија, можеби ми можеле да разграничиме дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција. Меѓутоа да се направи дистинкција за кој вирус станува збор е малку потешко со клинички преглед, да речеме. Меѓутоа има некои вируси кои што даваат зафаќаат одредени органски системи, например гастроинтестинален, претежно се тоа ентеровирози, респираторен систем, односно горно респираторен систем, тоа се обично риновирусите. Некогаш постојат вируси како што се аденовирусите кои што може да започнат на респираторниот, па да преминат на гастроинтестиналниот или обратно. Така да некогаш можеме да направиме дистинкција за кој вирус станува збор клинички. За среќа во последно време, последниве неколку години имаме на располагање и пософистицирани диагностички процедури, како што е PCR технологијата на оние респираторни панели и гастроинтестинални, каде што можеме точно со генетска анализа да утврдиме точно за кој вирус станува збор. Иако тоа реално од клинички и тераписки аспект не ни менува многу, затоа што како што знаеме за вирусите имаме само симптоматска терапија. Колку аерозагадувањето игра клучна улога во целиот овој процес на како ќе се развие една вироза, какво течение ќе има и колку е главен причинител за лесно пренесување па и на вирузите, на грипот, на се што е актуелно во периодов? Загадувањето само по себе и оние штетни частички кои што ги инхалираме сите, кои што се толку ситни, сите ние кога веќе се разболиме од вирус, се надеваме дека нашиот организам со неговите разни одбранбени механизми ќе ни помогне да се избориме со вирусот. Една од иницијалните одбранбени механизми е оној мукоцелијарен клиренс, односно трепките во респираторниот епител кои што цело време трепкаат и ги придвижуваат алергените, бактериите, вирусите према надворешната средина. Во состојби на високо аерозагадување, како и слично како и кај пушачи, тие буквално се парализираат и иницијално ни е оштетен мукоцелијарниот клиренс, односно она нормална
заштитна одбрамбена функција на организмот да ги исфрли механички алергените, вирусите и бактериите надвор од респираторниот систем. Така да прво таа функција не е оштетена, а потоа дополнително нели самото загадување едноставно ги не може да се децата да излезат надвор доволно, мора да се чуваат во затворени простори, не може доволно да се проветрува. Тоа го успорува веројатно процесот на заздравување. Да, мислам, прво го зголемува преносот меѓу децата, затоа што нередовно се проветрува, нередовно ги вадиме надвор на прошетки, повеќе време се во затворени простори. И сето тоа допринесува до побрзо ширење на вирусите и на бактериите, а дополнително и ниските температури, кои што сами по себе го погодуваат, ја погодуваат температурата која што им одговара на оние риновируси на почетокот на носот, односно на почетокот на респираторниот систем. Добро, докторке, како да се справиме со сиве овие влијанија на кои што не можеме да влијаеме? Еве, навистина имаме високо загадување и вчера, и денеска. Се надеваме и го чекаме дождот, се надеваме кога следен ден ќе имаме дожд, да може да го расчисти воздухот. Како да се справиме периодов? За жал, нема некој начин да се справиме, тоа е единствено да излегуваме со оние специјални маски надвор, нели за да можеме да функционираме, да стигнеме од една до друга локација. За жал препораките се кога е вака загадено да не се излегува, освен за неопходна потреба надвор, меѓутоа факт е дека мораме да стигнеме на нашите работни места, децата мора да се однесат во градинка. Жално е за малите дечиња да не можат да излезат надвор и да се прошетаат, него родителот е принуден да ги однесе во игротека, нели, пошто нема каде. Да се социјализираат. Точно, игротеките се дополнително место за ширење на бактериски и вирусни инфекции, така да некако влегуваме во некој зачарен круг. И би било добро и надлежните да се позанимаваат посериозно со овој проблем, со оглед дека веќе и бројките се алармантни на аерозагадувањето, па и веќе првите податоци од последиците, значи и од заболувањата, и од хроничните болести, и од смртните исходи кои што се должат баш на аерозагадувањето. Овој период, зимскиот распуст, некако одличен период е за родителите малку да го погледнат подетално вакциналниот картон. Често подсетувате вие особено, не само за децата, туку и за возрастните, вие вакциниравте и против грипот, така по возрастната популација, но и сите оние кои што сакаат да се вакцинираат. Имавме и дечиња годинава во поголем број кои што изразија желба да се вакцинираат. На која возраст? Ризична група е од 6 месеци до 5 години, така да имавме дечиња доста, не веќе на 6 месеци, меѓутоа имавме дечиња на година, 2-3, кои што родителите си ги донесоа да си примат вакцина. Да. Сега кога се вакцините во прашање, често подсетувате дека треба да се погледне вакциналниот картон, да не се одолговлекува, да бидат внимателни родителите. Повторно ли предничат оние вакцини како МРП вакцината, ДТП-рот кои што имаат намален опфат на вакцинација? Или некои други? Каква е состојбата сега? Да, најмногу е МРП вакцината, затоа што знаеме колку ги сакира МРП вакцината родителите од повеќе аспекти, за жал неточни. Меѓутоа, изминатиот период имавме засилени контроли од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, пред се поради пертусис епидемијата, која што се уште е активна, за жал, на подрачјето на град Скопје и Куманово. Меѓутоа, тоа ги мотивира и надлежните да малце посериозно да се зафатат со вакцините, затоа што родителите често кога ќе ги донесат децата знаат да прашаат доколку најмногу можеме да одложиме оваа вакцина. Таков одговор на тоа прашање не постои. Кога е идеално време да се прими една вакцина, тоа е кога ќе дојде време според календарот за имунизација. Значи тогаш е најидеалното време детето да си ја прими таа вакцина, затоа што такви се светските календари и вакцината е ставена на таа возраст со одредена причина. И токму затоа, значи, најидеалното време за вакцинирање на детето е кога ќе му дојде време според календарот за имунизација. Значи, тоа не е зима, тоа не е распуст, тоа не е лето, да не е нели во високи температури да не се вакцинира. Тоа се све некои митови кои што за жал се пренесуваат и кај родителите создаваат дополнително паника. Сега тука имаме подпрашање колку ревакцината може да се одложи.
често знам, кога споменавте митови вистини, да прочитам дека е важно првата доза или она ударна како е била доза да се прими на време, а другите можат да се пододложат. Колку е тоа вистина и колку во суштина може да се одложи? Искрено не се препорачува да се одложат, освен ако кај детето нема медицинска причина за да се стори тоа. Еве сега конкретно и пример ќе кажам. Еве во ноември месец, според извештајот на Институтот за јавно здравје, имаме 2 дечиња со заушки заразни, кои што се на 8 годишна возраст, кои што ја примиле првата доза за морбили, рубеола и заушки, меѓутоа не ја примиле ревакцината која што според календарот е на 6 години. Значи тие на 6 години ја пропуштиле ревакцината и веќе на 8 години се со заразни заушки, кои што за жал кај момчињата поготово може да доведат до трајни последици од типот на стерилитет. Така да немаме простор за одложување, значи доколку детето е здраво и нема некоја сериозно заболување, се препорачува да си ја примат вакцината на време. Колку антибиотикот игра улога доколку се земе на колка временски период треба да се направи пауза или како се вели тоа растојание од антибиотик до вакцина? Искрено немам такво нешто како препорака. Детето треба да се вакцинира кога ќе оздрави. Ние имаме и дечиња, например, кои што се повредени и кои што не ја направиле вакцинацијата на време, каде што има ризик од тетанус, па тие дечиња во исто време поради повредата можеби шиена, обично тоа е шиена сутурирана повреда, примаат во исто време и антибиотик. Тие што се за жал нередовно вакцинирани примаат и серум и вакцина, значи тоа се прави да речеме во рок од 48 часа. Така да антибиотикот сам по себе не е никаква пречка, проблем е болеста на детето заради која што го прима антибиотикот, така да чекаме нели организмот да оздрави и за да детето може да се вакцинира. Сега, има уште едно прашање кое е војно и дел на митови или вистини, кога сме на тема вакцини. Ако долго време се заостанат некои вакцини и често родителите за да го дополнат здравствениот картон знаат и по неколку вакцини на краток временски период или наеднаш да ги прими детето. Колку тоа е дозволено, кои вакцини смеат да се примаат во исто време, тоест да се мешаат, и верувам дека најмногу вие се грижите за тоа, но се разбира и родителите тука се исплашени малку и во делот на доколку вие одлучите да измешате некои вакцини, да наеднаш да ги прими, како ќе реагира потоа детето? Така да. За жал тоа е често, често многу ги сакира родителите кога детето треба да прими симултано повеќе вакцини во исто време. Меѓутоа единствен дискомфорт од тоа е тоа што детето нели ќе има дополнително боцкање и малце повеќе ќе плаче. Сите тие вакцини кои што ги даваме во исто време, како што се обично првите вакцини на 2-4 месеци, тоа се вакцини кои што се инактивирани, значи не станува збор за жив вирус. И баш поради тоа не е дозволено според светските гајдлајнси да се даваат во исто време. Но постојат и некои живи вакцини кои што може да се дадат симултано, кои што кај нас како што е вакцината за морбили и варичела, морбили, рубеола, паротит, тоа е како една вакцина и плюс вакцината за варичела. Дури во светот на пазарот постојат и комбинирана едно боцкање од сите тие компоненти. Тие може да се дадат во исто време, но живите вакцини како БСЖ, МРП, ако не се дадат симултано во исто време, тогаш треба да се почека барем 30 дена помеѓу живите вакцини. За сите други инактивирана жива вакцина нема потреба да се чека одредено, нема потреба од растојание. Да, и ќе го заокружам разговорот со уште едно прашање, поради тоа што постојано сте во контакт не само со дечињата и со повозрастните. За децата ми е прашањето колку треба често и колку треба да бидат одговорни родителите за оние контроли кои што се прават како систематски прегледи кај децата. Многу се важни систематските прегледи. За жал, се помалку има матични педиатри, веќе и тие што ги има се, да речеме, на одредена возрастна граница кога повеќето од нив се пензионираат. Меѓутоа, факт е дека децата барем до година-две треба да ги гледа педиатар, затоа што окото на педиатарот е баш истренирано да го препозна и да го искенира аспектот на детето, секоја минорна одстапка која што може да се јави во психофизичкиот развој, посебно во првата година, затоа што првата година е темел на цел живот понатаму. И се што ќе се забележи кај во педиатријата има многу состојби кои што е
се менува ако рано се забележат и рано се почне со терапија. Така да многу е важно да ги гледат педиатри, многу е важно да ги гледат кога се здрави. Значи кога е болно детето не може да го покаже целиот свој потенцијал ни во поглед на развојот, ни за ништо друго. Така да важно е да се носат децата, здравите деца на редовните систематски прегледи каде што може да се забележат и најминорни отстапки и во психомоторниот развој, меѓутоа и во некои органски системи како што се шумови на срце, некои невролошки отстапувања и слично. Така да најтопла препорака родителите редовно да се ги носат и во школска возраст и во предшколска. И да го заокружиме разговорот со повозрастната публика, генерацијскиот јас со кој што вие постојано сте во контакт. Повозрастната публика често знаат пензионерите да дојдат многу почесто и да бидат одговорни кога се систематските прегледи во прашање, но колку тие треба да бидат внимателни во овој период од годината, кога навистина имаме вируси, грипови, полни се ординациите, колку тие треба да бидат внимателни да го чуваат сопственото здравје и без причина да не доаѓаат на прегледот, доколку по некои пресметки треба да биде овој месец. Да, најтопла препорака да не е многу, да не исто така и да не шетат многу и во јавен превоз, нели, затоа што повозрастната популација една најобична вироза може ке нив да направи огромен проблем, посебно оние кои што имаат некоја подлежечка хронична состојба. Исто така и кај нас актуелно во нашиот менталитет да се чуваат и внуците сега овој период. Да. Така да најтопла еве препорака и до родителите да не носат болни деца кај повозрастните баби и дедовци, затоа што пред се треба да го заштитиме и нивното здравје, да не наштетиме на никому, да се редовно да се вакцинираат. Искрено јас не можам да разберам кога повозрасен човек и ми каже не, ја не се вакцинирам. Зошто? Стварно нема причина, значи треба сите повозрасни граѓани да се вакцинираат, посебно за грипот во оваа сезона. Така да сите мораме да бидеме одговорни према сопственото здравје и едноставно да сватиме дека превентивата е многу важна. Благодарам за гостувањето денеска. Посакуваме ви на крајот убава година да имате и се разбира помалку полни ординации, повеќе насмевки и напредок во работата. Ви благодарам и ви поздравувам.